Драги гледачи, се јавуваме од Геолошкиот завод на Македонија. Обкружени сме со интересни геолошки примероци од нашето поднебје, а тука се и геолошките карти на нашата република. Геологијата станува мощно интересна. Природните ресурси добиваат на сила поради решавање на тековните проблеми на стопанството, науката, општествениот развој. Каква била геологијата во минатото? Каква е денес? Какво е нашето поднебје од геолошка гледна точка? Некој вели дека нашата република е обсипана со севозможни геолошки примероци. Дали е тоа така? Ке побараме одговор од компетентните. Разговараме со геологот Христов. Тој е еден од стручњаците што работеле на оваа геолошка карта. Тоа е големо постигање на нашата геологија, на нашиот геолошки завод на Македонија. Ве молам, појаснете какви работи во областа на геологијата дефинира првата геолошка карта на Македонија. Геолошката карта ја представува уствари градбата на една одреđена територија. Конкретно во овој случај овде ни е нас представена геолошката градба на Социјалистичка република Македонија. Ние врз база на стенските маси, врз база на тектонските процеси, врз и други показатели успеавме да во склопот на оваа територија издвоиме неколку и структурни единици за кои се и врзани одредени и минерални суровини. Како една од главните структурни единици е Осоговската, српско-македонската маса, потоа Вардарската зона, потоа доаѓа Пелагонскиот масив и Западна Македонија. Секоја од овие набројани 4 структурни единици, за секој од нив се врзани и одредени минерални суровини. Конкретно за Западна Македонија се поврзани појавите на железна руда, кои ги имаме кај Кичево, околните на Кичево, местото Тајмиште, потоа Демирхисар, Жван. За Вардарска зона се врзани одредени исто така минерални суровини, а меѓу нив потенцијална е појавата наоѓалиштето на Литско железо кај Ржаново во Кавадарскиот реон. За Кратовско, Злетовско-вулканската област се поврзани појави на наоѓалишта на олово цинк, а исто така за српско-македонската маса појави на Осогово, исто така на олово цинк. Секоја од овие структурни единици има свој, во текот на формирањето, еволуцијата, свој специфичен и развој. И како резултат на това, они и структурно, и по стенските маси се одликуваат една од друга. По геолошко-структурните карактеристики, територијата на Македонија представува врло интересна единица која привлекува внимание на многу стручњаци не само од нашата земја и ван од републиката. Во неја се застапени формации од најстарата, од прекамбрија па све до терцијер. Во Македонија се рударело низ историјата, низ вековите, мощно и интензивно, и тоа во време кога не била развиена геолошката наука како таква. Во Македонија постојат најстарите рударења на Балканот. Ние сега ќе разговараме со докторот по геолошки науки Стојанов. Гледам некој геолошки примерок овде, ве молам појасните каков е тој. Да. Овде се работи за примерак од Саса, од рудникот Саса на олово и цинк, кој е вака доста карактеристичен, со една структура типична за овој регион. Се работи за оловно-цинкана руда, која е присутна на ова подручје, како и во подрачјето на Злетовско-Кратовска област. Дали е точно, доктор Стојанов, дека во районот на Саса се наоѓаат најстарите рудници на Балканот? Јас би рекол дека во районот на Злетово се најстарите рудници,
и потекнуваат, постојат податоци во подрачјето на Кратово, кај селото Шлегово, подземни рударски работи и релефи на влезот во рударските работи, а најдени се и монети од тоа време, златни, кои укажуваат на интензивно рударење веќе во римско време. Вие тргнавте од овој геолошки примерок, значи тргнавте од метали. Поради тоа дозволите да ве прашаме за еден коментар, за една приказна за развојот на металите во Македонија. Јас би се надоврзал тука со геолошките изработката на основната геолошка карта. Таа е како база, подлога за истражување на сите минерални сурови на нашето подрачје. Посебно сакам да нагласам дека истражувањата, регионалните истражувања и стварањето на оваа геолошка, паралелно со стварањето на геолошката карта, ние вршевме и проспекција на минералните суровини во Македонија, посебно на оловно-цинканите минерализации на подрачје на Источна Македонија, во Злетовско-Кратовска вулканска област, во Осогово, подрачјето помеѓу Пехчево и Крива Паланка, каде преку проспекција дојдовме до многу интересни сазнанија во поглед на појавувањето на минерализациите. Сем тоа, во Македонија со геолошката карта беа утврдени, во Западна Македонија беа утврдени големи резерви на железна руда, на кој базира нашата железара Скопска, како и железно-никелни руди во подручјето на Кожув, во Вардарската зона, кои представуваат перспектива за развој на метали, односно за добивање на метали, железо и никел од овоа подрачје. Сем тоа имаме интензивни истражувања на хром во подрачјето на Радуша и на антимон и други метали кои се присатни на територијата на Македонија. Молам да тргнеме по патеките на една проспекција. Вие се занимате со научна работа, меѓутоа претпоставувам дека сте и еден проспектор на рудните богатства. Дајте еден детал од вашата историја, еден интересен детал. Како се изведува геолошката проспекција на теренот? Како, да речеме, можете да ја препознаете оваа руда, дека е тоа драгоцена и дека треба да биде изложена на истражувачки зафат? Ве молам, дајте некои детали од тој вид. Преку изработката на основната геолошка карта веќе се регистрират сите металични и неметалични рудни појави на теренот на кој се вршат тие истражувања. Каква опрема вие како проспектор земате со себе? Ние како геолози имаме многу проста и едноставна опрема која се состои од чекан, компас и анероид воглавно. Уз тоа доваѓаат и некои киселини за макроскопско или теренско одредување на некои минерали. Би го зеле овој примерок. Колку е стар овој примерок? Овој примерак изразено во постари од 10 милиони години. Какви се неговите карактеристики, физички, хемиски и некои други? Овде се работи за, како што реков пред малко, за оловно-цинкана руда, со, ние викаме мандоласта структура, што покажува и одреден генетски тип. На подручјето на Стораница Саса во метаморфните стени, вдолж одредени структури се јавуваат овие рудни тела, кои можат да бидат слоевити, а можат да бидат и жилни. Карактеристично за овој примерак е дека настанал со термалните раствори кои доваѓале од поголеми длабочини од земјината кора, сврзани со вулканската активност на тоа подрачје,
dovađa do potisnuvanja na karbonatните steni i na nivno mesto se odlagat metalite. I na toj način dovađa do stvaranja na značajni i mnogo bogati ležišta na olovo i cink vo to područje. Nije gi vikame metasomatski tip na ležište. Вие сте геолог, немојте да ми замерите што ќе ви поставам сега едно вакво прашање. Каков е патот на овој геолошки примерок до неговата финализација, да речеме, во тобилницата во Тито Велес? После утврдувањето на појавите на терен преку проспекцијата, ние вршиме употребуваме многу други методи за да констатираме дали таа рудна појава представува и лежиште. Употребувајќи при тоа геофизички методи, употребувајќи при тоа раскопувања, дупчења и одредување на формата и димензијата на тие рудни тела, опробување на тие рудни тела, хемиско анализирање, одредување на нивниот квалитет, на содржајот на метали, вкупниот содржај на метали во рудното тело, прорачунување на резерви и на тој начин се доваѓа до изработка на проекат за откопавање на такво рудно тело. Потоа се врши откупување, рудата се дроби, се флотира и се добива концентрат од оловно-цинкана руда, која служи како основна суровина за нашата топилница. Сега ве молам да се занимаваме малку со футурологија, врз база на сето она што го кажавте за рудните богатства во Македонија. Јас би ве прашал какви перспективи нудат овие суровини за нашиот стопански и научен развој? На подручјето на Македонија, по тематиката по која говоревме, перспективите за олово и цинк на база на нашите сознанија од геолошките истражувања говорат дека имаме големи потенцијални можности за пронавоѓање и докажување на поголеми количини на рудни резерви кои можат да ги задоволат потребите на нашата топилница во Велес, топилниците во Југославија, делумно, а потенцијалите се такви да веројатно ќе има можности и за извоз на концентрати. Секако за утврдување на тие резерви се потребни оште доста истражувања, доста напори и финансиски средства. Ова е Злетовскиот район. Тука се вршеше проспекција на уранови лежишта. Да. Дали имат перспективи на тој план да се активираат и тие лежишта во иднина? Со оглед на потребите за енергетика на подручјето на нашата територија, и тие постануваат актуелни, бидејќи се утврдени известни количини на уранова руда. Еве го Пекчево со неговиот ревир на железна руда, тука е Тајмиште и другите извори. Да. Што мислите вие, колку години можат овие рудни наоѓалишта да ги хранат капацитетите за преработка на железо? Резервите утврдени со досегашните истражувања на железо обезбедуваат суровина за потребите на железарата. Меѓутоа, ако дојде до зголемување на капацитета, што веројатно ќе дојде, ќе бидат потребни нови улагања и нови напори во геолошките истражувања за пронавоѓање и проширување на рудните резерви на железо за потребите на нашата железарница. Истражувачката работа во Геолошкиот завод се изведува во голем број одделенија. Кој е вашево одделение? Ово е Минералошко-петрографско одделение на Геолошкиот завод. Овде гледаме повеќе примероци на карпи. Каква е вашата задача? Задатокот на ово одделение, односно нас кои работиме во ово одделение, најважно да ги одредиме имињата на стените, тоест да ги точно детерминираме. А важна е нашата одредба ради тоа, затоа што на основу таа детерминација се прават геолошките карти. А геолошките карти се основа за привоѓање на секакво истражување на рудни наоѓалишта,
za inženjersko hidrogeološke karti, onda za ekonomska geologija i Вашиот колега исто така работи. Вие каква функција сега обувате? Да, ја испитувам управо минералошкиот состав на песковите. Јас се служам со бинокуларна лупа, која увеличува од 1:1, па може до 100 пати, не? Бидејќи не е потребно така големо повеќавање као овој микроскоп другиот. Важно е одредбата во зависност од потражњата, наиме од захтевите на инвеститорот и од захтевите за кој производ ќе се употребуваат тие пескови. Важна е таа минералошка обрада. Видите, дали може да се каже дека вие со помош на овие микроскопи навлегувате малку во анатомијата на рудата? Со бинокуларната лупа не, меѓутоа во анатомијата на таа руда се навлегува со баш овој микроскоп. Дали проспекторите, геолошките примероци кога ќе ги земат при проспекцијата ги носат веднаш во вашето одделение или не? не. Примероците се донесуваат од терен прво во Петрограпската лабораторија на нашиот завод. Таму тие добиваат пропратени со оваков реков препарат, кој се прави на тој начин, што се изрезува танка плочица со некој со карборундум или некој друг абразив. И, као што реков, тоа е дебljina 003. Така, припремени препаратите доваѓаат во нашето оделение. Дали е интересна ова ваша работа? Па, у секој случај, нас ни е интересна и со повеќе години како веќе работиме, мислим со искуство, уште поинтересна ни станува, затоа што навлегуваме се повише и повише. Рецимо, можем и да ви покажам слики како изгледат во микроскоп, ако можете да ги погледате. Тоа е еден трудови кој ми е издаваме, не? Тоа е од вашиот микроскоп. Да, това се снимците на кои ми ги гледаме под микроскоп. Например, таа е таа. Тоа е структура на стените. А дали можете да добиете колор снимка или се уште не? Ние ги гледаме све во колор снимки, да, имаме колор снимки, да. Вашите колеги, например, ја информира јавноста дека се пронајдени нови минерали. Дали таа работа е сврзана со оваа дејност? Дали тоа мора да се посматра из микроскоп за да се дојде до некое ново научно сознание? Ако е у питању минерал, секако прво кроз ова оделение. Ние ги одредуваме минералите, а потоа и стените. Нашето поднебје е богато со метали. Меѓутоа, некои сметаат дека е уште побогато со неметали. На таа тема ќе говориме со инженер геологот Чипан. Друга Чипан, дали вие се слагате со тоа дека нашево поднебје е можеби побогато и поперспективно со неметали? Територијата на Македонија во главном обилува со разноврсни неметални сировини, кои до сега се некои во целина истражени, а некои се делумно истражени, така да уште со изработката на основната геолошка карта на Македонија се сигнализира и се гледа према структурните особености на теренот, према генетските карактеристики, тоест обликот на стварањето, обликот на образувањето на тие стени, ние како геолози добиваме спознанија за постоењето на поедини неметални сировини. Така да, нашиот редослед на истражување е со претходната геолошка проспекција, наменското геолошко картирање, наменското мислам на поедини неметални сировини, со кое ние добиваме спознание за постоењето на тие неметални сировини во одредена област. Ве молам, да бидеме малку фигуративни, од каде потекнува овој примерок? Овој примерок е магнезит, чисти магнезит, кој до сега го имаме истражувано во близина на Титовелес, тоест до аутопатот кај селото Ветерско, каде го имаме истражувано со подкопи и со длабински дупчења, и го имаме констатирано магнезитот во вид на жици, кои се жици мочни од 4 метра па
се намалуваат и одат до 10 и 30 сантими, така да овој магнезит е од таа локалност. Ovo je gips, vjerojatno. Не, тоа е глина и то високо огнеотпорна глина. Kada je pronajdeno? Таа глина е пронајдена во Пекчевско, каде огнеотпорноста се движи негде до 1400, 1500 па 1600 степени. Ако можам да кажам, во едно лежиште, во едно наоѓалиште на една неметална сировина, ние сировината не смееме да ја посматраме онака како сме ја нашле на изданак, како сме ја констатирали натре со бушење, него сировината во лежиштето мора да ја посматраме така да она има своји вариетети на квалитет, мислам, во укупно во целото лежиште. Вие како проспектор, дали неметалите ги среќавате на површината или не? При проспекцијата, при геолошкото картирање, наменското геолошко картирање на една област, јас неметалите ги најдувам прво на изданци, а ние знаеме да е нашата република обилува со изданци, да е нашата република повеќе голетини, кои голетини на нас како геолози доста ни помагаат да ги видиме отворените профили и према тоа да судиме ние дали тука поедина неметална сировина може да присуствува. А ние со нашата долгогодишна пракса, со нашите теоретски размислувања, ние можеме да уочиме дали тука постои таква и таква неметална сировина. Ние преди све го гледаме седиментот, го гледаме ушкрилениот материјал, го гледаме еруптивот као еруптивна стена и ние земаме од тамо поедини примероци кои понатака лабораториски ги испитуваме. По дадените квалитети кои ќе ни ги даде лабораторијата, ние одиме понатака во истражување на таа сировина. Дали ова јаглен? Јесте? Од каде потекнува? Ова јаглен потекнува од Осломеј. Тоа е Кичевско. Јесте. Веројатно врз база на овој јаглен се програмира и термоелектраната Кичево Осломеј. Точно. Каква е калоричната моќ на овој јаглен? Јагленот во Осломеј во главно спаѓа во групата на лигнити. Калоричната моќ негова се движи од 1200 до 1800 килокалории, и то долната калорична моќ, што значи да овај јаглен е типичен лигнит кој е познат и во светот со таа калорична вредност. Покрај оној ревир што го спомнавме кај Кичево Осломеј, дали можете да укажете на некој друг ревир на јаглен? До сега јагленот е истражуван и истражен во целина во Неготино, осим во Кичево, во Осломеј, уште и во Неготино. Во тек е на истражување јагленот кај Живојно и понатака према север, а оваа година ние предлагаме да се истражи во целина јагленот во Прилевското поле, понатака јагленот во Скопскиот басен, понатака јагленот во Витолиште, јагленот во реонот Делчево-Пекчево, така да би сакал за постанокот на тие јаглени да објаснам малу. Во нашата република постојат повеќе неогени басени. Ние популарно ги наречуваме неогени, каде се застапени плиоценски и миоценски седименти, во кои до сега